Сама денеска обелодени кандидати за градоначалници на престојните локални избори, кои се имињата и во кои општини, во живо прашувам Ивана Соколовиќ-Најдова. Натино СДСМ вечерва објави 19 имиња со кои што влегува во изборната трка за локалните избори на есен. Според првиот човек на партијата Венко Филипче, овие кандидати на кои што вечерва им е дадена довербата ќе понудат проекти кои што ќе бидат во целост реализирани доколку ја добијат довербата од граѓаните. Од оние имиња кои што ги сподели, одлучено е вечерва Горан Герасимовски да ја добие повторно довербата, да ја трча трката за општина Центар, како и кандидатите или веќе актуелните градоначалници на Крушево и Крива Паланка. Во продолжение да ги слушнеме кои се сите 19 имиња кои што извршните органи на СДСМ вечерва им дадоа доверба да влезат во изборната трка. За општина Центар актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, за општина Аеродром доктор Александар Трајановски, за општина Ѓорче Петров, председател на општинската организација Костадин Ацевски, за општина Чучер Сандево, актуелниот градоначалник Сашо Комненовиќ, за општина Берово, актуелниот председател на општинската организација Илија Рунтевски, за општина Крива Паланка, актуелниот градоначалник Сашо Митовски, за општина Лозово Ацо Велковски, општина Чешиново Блешево Горанчо Крстев, општина Богданци Блаже Шопов, општина Доиран Ристо Джинев, општина Могила Зоран Ристевски, општина Неготино Петар Мантев, општина Новаци Љубе Кузмановски, општина Росоман Стојанче Николов, актуелниот градоначалник, општина Вевчани, председател на општинската организација Стефан Радиновски, во Крушево актуелниот градоначалник Томе Христовски, во Ресен председател на општинската организација Александар Бузлевски, во Штип исто така председател на општинската организација Павел Иванов и председател на општинската организација во општина Газибаба Владко Митовски. Ивана, што е со најинтересното име, нели кандидат за Скопје и дали СДСМ ќе поддржува други кандидати на други партии во други општини? Тино се уште името за кандидат за градоначалник на градот Скопје не соопштуваат од СДСМ. Филипче вели дека во игра се неколку имиња, меѓутоа се уште трае дебатата внатре во партијата кој ќе добие најголемата доверба за да биде официјалното име со кое што тие ќе излезат во трката за добивање на локалната власт овде во градот Скопје. Меѓутоа не исклучува можност да се подржи некој од кандидатите од коалицијата на некој од општините. Еве и ова изјава Филипче. Тоа ќе зависи од тоа како ќе завршат разговорите, меѓутоа има општини во кои разговараме да поддржиме и други кандидати, не само и ексклузивно од Социјалдемократскиот сојуз. Иване, и Вреди вечерва формира предизборен штаб, би рекол, дали се обелодени со кои кандидати за градоначалници ќе настапат на изборите, тука пред се мислам за Гостивар, за општина Сарај, Чаир, слично. Тино имиња не се соопштија, лидерите на Вреди вечерва го отворија изборниот штаб, но велат дека се уште нема да објават имиња, тоа го оставија, како што рекоа, за наскоро, меѓутоа велат дека познати се сега за сега само имињата на шефот на изборниот штаб Аднан Назири, кој што ќе ја води ова изборна кампања. Велат дека во оваа трка тие ќе излезат самостојно на овие избори со своји кандидати и за советнички листи и за градоначалници, меѓутоа велат дека независно е како ќе се одвива целата трка, дали ќе има избор на градоначалник во прв круг или ќе се продолжи битката, ќе зависи и нивната одлука. Ова беше пред малку кажано на изјавата од страна на Изет Меджити, меѓутоа, но оние сите говори за време на отворањето на овој изборен штаб, тие своите пораки главно ги упатија кон Дуи и Таравари, нарекувајќи дека направиле политички пазар. Еве дел од обраќањето. Заедници сега со Тараваре и со 10 ќе ги победи, бидејќи Вреди.
Мислам дека тие кои ги знаат околностите во политиката, членството на Алијанса за албанците е антипод на тој што од основање до денеска така се случи и лани кога го напуштија лидерот, бидејќи го погреши патот. Вака ќе се случи и сега. Ќе го напушта Таравари и се приклучија целото членство на Арбенфетај и Влен и тоа што тие кои се трудат за албанската кауза. Така, ова беше делот говорите на отворањето на изборниот штаб, освен на Вреди и СДСМ, владеачката ВМРО ДПМН веќе соопшти 33 имиња кои што ја добија довербата да влегуваат во оваа изборна трка за локална власт, а од партијата во владината коалиција знам велат дека делот кандидатите се веќе определени, меѓутоа дека дел се води и преговори со ВМРО ДПМН во некои општини тие да подржат меѓусебно кандидатите. Но ова е за сега суплимат на она што се случуваше вечер околу распределбата на и можните имиња за кандидати за престојните локални избори од партиите. Ивана Соколовиќ најдова со последните информации поврзани со локалните избори.